Се наоѓаме во Маџирмало, покрај кеот на реката Вардар, до игралиштето, место каде што оваа сабота со почеток од 11 часот, Сдруженијето, односно Еко иницијативата за почиста Македонија, организира еко чистка, затоа што ова изолирано катче за рекреација е прекрасно, но е затрупано со смет, впрочем како и многу други точки во нашиот град. Со Петар Стевановиќ од За почиста Македонија ви информираме за сите детали, а воедно и ве покануваме да се придружите на оваа иницијатива која што ќе значи не само уште едно почисто катче во нашиот град и во нашата земја, туку ќе значи и одлично дружење, убава енергија и спомени кои што сигурно ќе ви го разубават викендот. Петар, здраво и браво за сите овие акции и иницијативи кои што ги организирате неуморно во текот на целата година. Ирена, здраво и благодарам што ме поканивте да учествувам на ова линковско вклучување. При самото доаѓање на локацијата која што ја одбравте за оваа сабота во срцето на Маџирмало, забележавме навистина многу смет, многу ѓубре расфрлано на сите страни, што значи дека итекако му е потребно чистење на ова место во нашиот град. Да, за жал, мислам дека ова е трет пат што организираме еколошка акција тука и ова место го поминувам поготово преку лето прилично често, кога возам точак и секој пат го наоѓам во иста ситуација и решение за тоа, само ова е краткотрајно решение, но едно од поголемите решенија е веројатно да се постави некој надзор кој што ќе може да контролира, затоа што тука може да се примети дека има спортски игралишта, значи луѓе доаѓаат, посетуваат и може мислам лесно да речам да се казнат луѓето кои што го оставаат отпадот или го одлагаат на места што не е правилно место за одлагање. Додека зборуваме цело време поминуваат велосипедисти во позадина, што значи навистина местото е фреквентно и луѓето кои што тука сакаат да се рекреираат, да прошетат, да се одморат, заслужуваат да имаат едно чисто и зелено катче, но еве вие бидејќи сте директно инволвирани на сите места каде што се чисти, добро знаете за краткорочниот ефект, дали тоа значи дека уште ни е навистина на многу ниско ниво свеста за тоа како треба да се однесуваме кон животната средина. Да, за жал, на прениско ниво ни е свеста. Дефинитивно треба некако тоа да се вгради во нас. Не знам дали може да се научи, али може да пробаме да ги научиме младите. Жално е кога ќе се види дека го имам тоа заприметено и во основните училишта. Исто се наоѓа многу ѓубре наоколу и тоа поготово околу спортски терени, да кажам. Така да треба дефинитивно да се почне со едукација. Тоа го кажуваме секогаш, едукација за помладите. Казни и санкции за постарите, најверојатно. Настанот во сабота ќе се случува со почеток од 11 часот. Кој е начинот на пријавување, односно сите оние што во моментов не гледаат и не слушаат, а сакаат да излезат, да прошетат и да бидат дел од сите тие луѓе што ќе бидат дел од акцијата, дали социјалните мрежи или некој друг начин на комуникација со вас? Да, конкретно за оваа чистка, затоа што се наоѓа во центарот на градот, скоро во центарот, нема потреба да се пријави никој, може директно да дојде на лице место во 11 часот, блиску сме до железничка, повеќето автобуси доаѓаат до тука, лесно ќе може да не најдат, ќе бидеме во близина на скалите кои што се спуштаат на кејот, тука на игралиштето, ова место мислам дека се вика велосипедско-ролерски парк, блиско е до Изгейт, така да познато место, лесно може да дојдат луѓето и ќе ги пречекаме, секој што сака да дојде, е добре дојден. Што добиваат луѓето што ќе дојдат тука, затоа што за да се исчисти еден терен, потребно е нели да се има и соодветни кеси за одлагање на сметот, заштитни ракавици. Да. Тоа све ние обезбедуваме, значи имаме кеси со нас, ракавици, алат имаме многу, поготово од последниве проекти имаме алат и за секој што ќе дојде имаме мали подароци, тоа за тие што ќе дојдат ќе дознаат. Обично гледаме на доброволците да им дадеме некој подарок за како фала што присуствува без никаков надоместок, едноставно дадоа дел од нив за едно подобро утре. Ние гледаме на некој начин да им дадеме некој подарок. Така и како мотивација и како мала награда, а всушност и самата активност се организира по повод Денот на волонтери. Да, Денот на волонтерите е во петок, ние организираме во сабота, но акцијата е со
таа намена, да речам, со таа помисла да се испочитува денот на волонтерите, затоа што да бидеш волонтер значи да дадеш од себе енергија без да очекуваш нешто да добиеш назад, едноставно за доброто на сите. Пред конкретната акција за чистење на Маџирмаало имаше и акција слична за чистење на кисела вода. Да, тоа беше акција во Расадник. Моментално во последниве 2 месеци имавме две акции, едната беше во Расадник и едната беше во Штип. Во Штип беше во местото наречено Мирјанина црква и во двете акции имавме голем одзив, премногу луѓе и двете акции ги направивме на некој не секојдневен начин како што сме ги правеле сега. После акциите останавме, имаше дружба со луѓето, игри, исто така дававме подароци за сите што дојдоа и гледавме да се создадат нови конекции меѓу луѓето, затоа што ние веруваме ете ова не е можеби долгорочно решение, јас моментално го немам во главата може долгорочното решение, но ние веруваме дека ако действуваме на овој начин, еден ден после акцијата може некој ќе му светне, ќе почнат разговори, ќе почнат нови иницијативи, можеби ќе се роди нешто и поголемо и ќе дојдеме така до решението. Ако само оставиме и решиме, ова 3 пати чистевме, нема да се смени, така нема да стигнеме. Тоа е нашата мотивација, да речам, што не одржува уште да организираме вакви акции. Од искуството со досегашните акции, очигледно дека заинтересираноста е голема кај граѓаните и често се пријавуваат, доаѓаат, тоа се големи групи кои што се вклучуваат во овие екочистки. Кој тип на луѓе доаѓа, односно од која генерација? Дали се тоа повозрасни, дали помладите се поактивни и сакаат да исчистат животната средина? Што велат вашите сознанија? Не можам да изолирам една генерација или неколку генерации. Мислам дека е разновидно. Доаѓаат од различни генерации, значи од млади, од фамилии со деца, од постари луѓе. Еве конкретно во Штип буквално имавме од сите години. Значи имавме извидници деца, имавме генерација 20, 22-3 години, 30 години, имаше постари луѓе. Не можам да изувам вака да речам. Мислам дека на сите чистки има мешавина од генерации, а и дефинитивно после секоја чистка, секоја организирана чистка имаме се поголем број на интерес на луѓе кои што сакаат да ни се придружат и не прашуваат одма кога ќе биде следна и едноставно сакаат да се вклучат во овие акции. Колку време помина од основањето на За почиста Македонија и како се одвиваше цел тој пат и цела таа еко-иницијатива која што навистина успеа со вас мал, но вреден тим и сите добри луѓе кои што сакаат да помогнат во чистењето, навистина придонесувате многу За почиста Македонија. Да, ви благодарам. Па помина 5,5 години, сега влагаме во 6-тата, летово ќе наполниме, летото 2026 ќе биде 6 години. И се одвиваше исто како во животот што се одвива. Имаше поактивни периоди, послаби периоди, зависно кој колку е слободен, затоа што ние го правиме пред се доброволно. Треба да се најде енергија, време, локација, да се организира, да дојдат луѓе. Мислам дека си тече во својот тек како што треба да тече. И се надевам дека така ќе проложи, а можеби подобро. Како млади луѓе и како мал тим кој што навистина вложува многу ентузијазам во цела оваа идеја и во цела оваа иницијатива, како успевате да ги организирате нештата, затоа што кога се организираат чистки надвор од Скопје, вие обезбедувате и превоз, и некое освежување, добра забава секогаш, дружење, затоа ви се потребни партнери, пријатели, поддржувачи. Има ли општеството и заедницата слух? Има дефинитивно, значи последните две акции што ги организиравме беа поддржани од ДМ Македонија. Исто така сакам да напоменам дека оваа акција е поддржана, односно се спроведува преку проектот Заедно за зелено застапништво, кој што е организиран од ЦМА Крик. При тоа истата организација ЦМА Крик преку овој проект има изготвено, има направено веб страна zzz.org.mk, каде што секој граѓанин на Република Македонија може да пријави еколошки проблем до својата општина преку многу едноставен формулар. Таму треба само да пише име, презиме, имейл, мислам, не сум сигурен, може да е анонимно, но не ме држите за збор. И само треба да си одбере општината и да го пише проблемот. Кога ќе стисне прати, се испраќа директно до општината
и на тој начин веруваме дека ќе можеме исто така да делуваме со некој притисок кон општините да си ја завршат работата за која што нели ние ги одбираме да ја завршат. Така, тоа значи дека полека се користат се повеќе алатки за да допре тој апел и до надлежните институции, а во меѓувреме малиот и вреден тим на За почиста Македонија продолжува неуморно да работи на терен. На социјалните мрежи редовно ги објавувате сите ваши акции и поканата за учество на граѓаните. Да, така да препорачувам на сите кои што сакаат да дојдат на наши акции, да не следат на најактивни сме на Инстаграм, но имаме и други социјални мрежи, Facebook, YouTube, TikTok. На Инстаграм може да не следат, обично недела до 2 пред акцијата објавуваме. Во зависност каде се одвива, да, некогаш организираме нели превоз, во тој случај порано ги пријавуваме, односно бараме да се пријават учесниците, така да нека не следат на социјалните мрежи и нека ни се приклучат. Така, нека дојдат во што поголем број на секоја следна акција за да имаме почиста Македонија. Питар, благодарам за одвоеното време и за овој интервју. Посакувам сабота да биде ден кога многумина ќе го искористат наместо да седат некаде да пијат кафе или да се дома затворени во 4 ѕида, да дојдат тука во Маџирмало и да ви помогнат да биде ова катче веќе следниот ден блескаво, чисто и така како што доликува на еден главен град. Така ви благодарам уште еднаш и се гледаме во сабота. Не заборавајте, значи, сабота 11 часот За почиста Македонија, За почисто Маџирмало, добре дојдени се буквално сите од млади до стари, да чистиме заедно, да го разубавиме Маџирмало и при тоа да се дружиме, да оствариме нови контакти и да бидеме волонтери во чест на денот на волонтерите, поддржувајќи ги екоактивистите од За почиста Македонија.